Ќе му штрбнеме ние на Александар Петрески, кој е задолжен за строгите вести, информативни сегменти во утрински брифинг, некоја минутка, ама и ова се информации што ќе ги разговараме со Дејан Андонеш. Дејан, добро утро. Добро утро. Што се случува на меѓународниот фронт? Имаме три фронта имаме. Најава за можен конфликт меѓу Иран и Израел, еден епски недоразбирање, ми се чини библиски помеѓу персијанците и евреите, овој пат поради технологијата и нуклеарните закани на Иран. Имено израелската армија синоќа можеби за прв пат од која јас следам меѓународна политика, а тоа е веќе 30 години, излезе со оперативни планови, наскоро може да го нападне Иран. Причина за тоа е се поизвестното збогатување на осиромашениот ураниум и стекнување со нуклеарно оружје, нешто што е израелската држава или еврејската држава сака превентивно со удари да го спречи. Што ќе биде последицата од тоа, можеме само да предпоставиме. Висок ризик. Такви триња имаше и во минатото, и тие операции обично беа коверт, што вика, скриени, јавни. Оваа сега најава на израелците е високо предупредување. Изненадувачка морам да кажам, ако се земе во предвика прв пат јавно, началникот на генералштабот на израелската армија најавува дека многу наскоро може да дојде до воени удари. Второто е секако вториот фронт, како што и ти во најавата влезе, е она околу Кина и Тајван. Имено изминатите денови група на американски сенатори беа на Тајван. Што правеа не знаеме, но знаеме дека Кина, откако ја доби таа информација, возврати со започнување на воени маневри во близина на тајванскиот. Да те скратам тука, бидејќи тоа нешто што го разговараме секој ден и така натаму. Но вчера се случи едно чудо невидено. Во доцните вечерни чаши во Глазгов, на изненадување на сите на климатскиот форум, што се случи? Се случи да се договорат Кина и Соединетите Американски држави. Вест е да се договорат. Втората вест околу климатските промени, имено двете најголеми држави кои најмногу загадуваат во светот, нели со јаглен, со стакленички гасови, успеа да се договорат врз основа на договорот, Парискиот договор од 2015 година за климатските, нели за намалување на стакленичките гасови, но ќе видиме што ќе биде тоа во реалноста. Вака да кажеме само дека прво очигледно дека тајно се преговарало, бидејќи тоа се комплексни преговори. Поранешниот секретар за надворешни работи на Америка Кери имаше вчера една изненадувачка, а пред него и водачот на делегацијата кинеска една изненадувачка. 11 дена по на 11-тиот ден од самитот во Глазгов, што е многу интересно. Да го цитирам Кери вика, ние имаме безброј прашања со кои не се согласуваме, за кои не се согласуваме со Кина, но сваќаме и двете страни дека за ова мора заедно да работиме. Само да кажеме дека Кина и Америка се на нив отпаѓаат веројатно 2/3 од загадувањата и повеќе. Третата е Индија. Да, сакам да кажам, ова се друго се под наводници ситни риби. И ако Кина и Америка успеат да повлечат во еден подолгорочен, бидејќи тоа не е процес кој ќе се одвива. Не може веднаш до 2050. Некои од коментаторите веќе велат дека тоа можеби најголемиот успех на овој самит во Глазгов и по тоа ќе остане. Јас ќе одам у политичкиот дел. По Трамп и администрацијата на Трамп која ги зголеми тензиите со Пекинг, со доаѓањето на новата администрација свесна, Бајден е свесен дека со Кина не е добро да се влегува у конфликт. Можеби Тајван е малку, меѓутоа генерално полека ги пеглаат недоразбирањата. Си Џинпинг пред некој ден за време на оној комунистички конгрес кој е таен се уште и трае на комунистичката партија на Кина, излезе и рече дека Кина е подготвена да соработува со Соединетите Американски држави. Нешто што од тој мистериозен состанок на кинеската комунистичка партија сите мислевме дека можеби Кина ќе сака нешто друго, излезе и рече дека е подготвена да соработува со САД. Еве, ова е првата работа за што е подготвена.